Заминува ли техничката влада во историјата? Предлог законот за влада со кој се бара укинување на досегашниот модел на преодна влада на пленарна седница ја помина првата фаза. Собранието со 67 гласа за и утврди потребата од донесување на предлог законот по скратена постапка. За одлуката 13 пратеници гласа против. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски со реакција дека постојниот закон за влада е дел од листата на закони за реформската агенда и нема никаква потреба да се донесе нов по скратена постапка. Со тоа што денеска на брзина по скратена постапка, наместо во редовна постапка, сака да донесете закон за влада, нема да можеме да ги исполниме тие критериуми за реформската агенда. Бидејќи реформската агенда предвидува, како и за другите законски решенија, изборниот законник, нов закон за нов кривичен законник, и исто така и за нов закон за владата. Не ме е јасна ова панична реакција, реплицираше пратеникот од ВМРО ДПМН Никола Мицевски. Не се работи за брза постапка. Предлог законот е даден на разгледување до сите партии од 20 јануари, дополни тој. Ако сакате да наметнете состојба или размислување дека сме 2016 година и дека ова законско решение ќе треба повторно да седнуваме некаде да го разгледуваме, пробавме да направиме на лидерска поднов. Но ова, чудно некако ги сменивте ставовите од укинување на оваа техничка влада во повторно или плашење зашто да се укине. За предлог законот пристигна реакција од УИ. За секој закон што се носи по скратена постапка, без можност за анализа и поголема дискусија, не даваме поддршка, велат од албанската опозиција. Сметаме дека се што е постигнато со политички договор и поддршка на меѓународен договор би требало на ист начин исто така да се постапи и кога се мисли дека и кога се бара истото да се одложува. Заменик министерот за јавна администрација Лазе Акимовски пак образложи дека со предлог законот државните институции ќе функционираат со целосна одговорност и без привремени политички договори. Од тука предложеното законско решение со одложена примена има за цел да обезбеди стабилност, правна сигурност и заштита на јавниот интерес. Со Пржинскиот договор од 2015 година се предвидува 100 дена пред парламентарните избори да се воспостави техничка влада која треба да обезбеди фери демократски избори. Во техничката влада, министрите за внатрешни работи и за труд и социјална политика ги предлага партијата во опозиција со најголем број пратеници. Опозицијата исто така предлага дополнителни заменици министри во уште 3 министерства. Се менува и премиерот, но тој се именува на предлог на актуелната власт. Пржинската влада според предлог законот ќе се укине по одржувањето на наредните парламентарни избори.